Да, исчезнувањето, а потоа и болеста на принцезата од Велс се уште е тема број 1, актуелна тема на светските медиуми. Бројни теории на заговор, бројни шпекулации поврзани со целата оваа приказна, вклучително и за последното видео обраќање на принцезата Кейт Мидлтон, во кое што таа објавува дека е болна од рак и дека е потребна превентивна хемотерапија. Што се случува во британското кралско семејство? Тема на која што наредниве минути разговараме со Марин Гавриловски, основач на британската бизнес група во Македонија, познавач на приликите во британското кралско семејство. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро до вас и до гледачите македонската телевизија. Дека кралското семејство, Марин, нема право на приватност, колку тоа сурово и да звучи, доказ се последните случувања во кои што не сакајќи можеби да се создава драма, се создаде лавина која што сега бара кризен менеджмент за излез од шпекулациите. Последната е поврзана тесно и со видеото на Кейт, дека и во него можеби има фотомонтажа. Па јас не верувам лично дека има во последното видео фотомонтажи, ако ги гледав и јас тие некои инсерти. Сега знаеме докаде отиде на техниката и дека фактички ние и тоа што го гледаме не знаеме дали е или не е вистина. Меѓутоа јас сметам дека не би си една таква сериозна институција како што е британската круна не би си поигрувала со такви работи и дека последното видео е автентично, целосно автентично. Принцесата изгледа малку ослабната на него и мислам дека е правено скоро, секако. Еден од настаните кој што го привлекува секогаш светското внимание, верувам дека е исто така и причина за озборувањата кои што и допрва би требало да се појавуваат, е онаа великденска служба во капелата Свети Џорџ, каде што се појавува целото кралско семејство и сега овие денови Кейт и Вилијам со своите деца ги прославуваат великденските празници. Викендов, се вели викендов, се вели дека нема да бидат дел од оваа служба. На тоа очекувате повторно светските медиуми да додадат уште повеќе, ајде ќе се изразам, јаготка на шлагот во врска со шпекулациите кои што овој период ги има во врска со кралското семејство. Па не можеме да бидеме тоа да се исклучи, се разбира дека на интернет секој може да каже се што сака. Она што е значајно во поглед на великденската миса е тоа дека кралот ќе се појави. Тој генерално се уште дел од своите обврски ги извршува и се појавува во јавноста. Најверојатно Кейт сигурно нема да се појави, Вилијам ќе видиме дали ќе се појави со децата. Може и во последен момент тоа да се случи. Бидејќи ти еден дел од патот помеѓу капелата и замокот Виндзор го поминуваат пешки. И тука ќе видиме дали ќе се појави, дали крал ќе дојде со кола или ќе оди пешки и така натаму. Дали ќе дојде Вилијам со децата или не, меѓутоа дека се наоѓаме во една ситуација каде што она што принцезата од Велс сакаше да го постигне, тоа е приватност, излезе надвор од контрола со сите тие шпекулации кои што се појавија и беше потребно Бекингемската палата да направи некои промени на она што планираа да биде и да кажат дел од она што се случува со неа. За жал лоши се вестите дека и таа заедно со кралот Чарлс имаат карцином. Она што беше кажано е дека операцијата била на абдомен. Генерално, јас разговарав деновиве со лекари кои што се специјалисти за таа област, би рекоа дека операција на абдомен може да биде само желудник, тенко и дебело црево и панкреас. Што генерално е лошо, бидејќи тие видови на канцер се многу лоши. Дали се извинувам, дали тоа не е потврдено, сепак и од моја страна некои предпоставки, да се надеваме дека се откриено во рана фаза и дека ќе нема некои посериозни последици, иако сметам дека оваа година ќе биде тешка за кралското семејство и кралот и првата и третата личност на круната се засегнати со тешки болести и мислам дека најголемиот товар на целата оваа ситуација ќе падне врз Вилијам, принцот од Велс, бидејќи и неговиот татко и неговата сопруга се во тешка состојба. Претходно има изгубено својата мајка, травматичното развод со родителите и така натаму. Мислам дека иако
он треба да биде оној кој што треба најмногу се спрема сега за следната задача која што ќе му биде, тој биде крал на Велика Британија, на Обединетото кралство, тој сепак ќе мора да се занимава и со овие некои лични работи кои што ќе го челичат на некој начин, ќе видиме како ќе излезе со тоа. Коригирайте ме кога грешам, но објавата на кралот Чарлс дека боливот канцер не беше толку драматично прифатена од британската јавност како оваа последна на Кейт. Еден од најчестите коментари беше дека навистина е штета што можеби година по крунисувањето се добива ваква непријатна вест за здравствената состојба, но ако земеме предвид историски колку фамилијата има случаи со болниот канцер, тогаш ќе видиме дека можеби не е случајност. Неговиот дедо почина од рак, кралицата мајка исто така се лекуваше од рак. Има историја со болест. Да, генерално ракот на простата кај мажи над 70 години не е толку не е толку редок. Значи можеше не да се предпостави, меѓутоа можеби за тоа јавноста не беше толку засегната, бидејќи тоа е, да не речам вообичаено, меѓутоа е често. Она што се случува со принцезата од Велс, таа е млада, постоеше таа, нели, фама дека не се знае што е, прво рекоа дека не е канцерогено, потоа рекоа дека е канцерогено, така што тука поради тоа е најверојатно таа различно ниво на заинтересираност ке јавноста. Кетрина е сепак популарна во јавноста и така натаму. А што се однесува до наследниот фактор, точно е дека дедото на Чарлс, односно таткото на кралицата Елизабета, крал Џорџ VI, почина на 56 годишна возраст од рак на грлото. Тој беше страстен пушач, нели, ваѓа и стресот од Втората светска војна си го направи своето и тој на последната снимка на која што се појавува кога ја испраќа принцезата Елизабета тогаш во посета на Кенија, тоа е последната негова снимка, тој изгледа како човек од 75 години, има 56 години. Така што не треба да се исклучи тој наследниот фактор како причина за тоа дека Чарлс заболел од карцином. Дали се очекува да има криза во поглед на наследувањето во континуитет? Па не. Тука не, значи ова сепак ја би го ставил во еден контекст на лични приказни на кралот и на принцезата од Велс, бидејќи сигурна е наследната линија. Во 2011 година е направен список на 5753 потенцијални наследници на британската круна, по тие правила кои што тие ги имаат за наследување. Она што е сигурно дека после Чарлс доаѓа Вилијам, после Вилијам доаѓа Џорџ, Шарлот, Луис, после Луис доаѓа Хари, Арчи и така натаму. Значи, ние имаме една сигурна линија на наследување, значи не може да стане збор дека во поглед на наследувањето е загрозена британската круна. Во тој поглед мислам дека нема да има никакви проблеми, меѓутоа сепак е тоа една лична приказна која што ќе се одрази врз следниот монарх. Во секој случај ќе видиме на кој начин. По узето од врските на кралот Чарлс и принцезата Кейт значеше дека останатите членови од кралското семејство треба да преземат обврски, кога сениорите дадоа на знаење дека не сметаат на Хари, иако јавноста можеби го очекуваше тоа. Во целата оваа приказна влезе принцот Ендрю и неговата сопруга Софи, кои што многу професионално и достоинствено ги извршуваат своите обврски. Па да, оние така наречени работни членови на кралското семејство кои што работат, првенствено сестрата на кралот, принцезата Ана, и вториот брат на кралот, војводата од Единбург, заедно со сопругата излегува во првите борбени редови, така да кажам, да му помогнат на својот брат. И кралицата Камила, да не ја забравиме, кој што така презема голем дел од обврските. Како што реков, кралот се појавува во јавноста, меѓутоа редуцирани се неговите појавувања. На негово место доаѓа кралицата скоро секогаш, а и другиве членови на кралското семејство се појавуваат таму каде што ќе им биде тоа кажано. Меѓутоа, во секој случај тие излегува максимално да помогнат, а што се однесува до Хари веќе не е
дел од таа приказна, тој не ни може да биде повикан за нека официјална активност, затоа што одлучи својот живот во друга насока да го води. Да, тоа всушност не беше и следното прашање. Сите некако очекуваа дека ќе дојде до помирување во кралското семејство, но тоа не се случи. Па помирување може да така мислам условно речено помирување, условно речено помирување, си го одбра својот средување на односите во внатрешните односи. Секој си го одбра својот пат. Хариет дојде кога кралот 45 минути. Да, кога кралот обзнани дека е болен, Хари дојде од Америка, кралот го прими, неговиот татко го прими 45 минути и после истиот ден се врати назад. Значи, ладен е тој однос на оние кои што јас мислам дека Хари го доживуваат како некој што е предал круната, како некој кој што одлучил својот приватен живот да го стави над официјалниот, иако во таа хиерархија која што доаѓа, нели разборуваме како браќата на кралот му помагаат, на братот на кралот и сестрата му помагаат, така и Хари беше очекувано да биде потпора на Вилијам кој ќе стане крал. Меѓутоа тој одлучи да друг пат да води. Дури една од причините поради која што Хари дозна во исто време кога и сите ние беше дека едноставно на Хари не може да му се верува повеќе. Па не, он секако е исклучен од таа некоја комуникација која што е внатрешна и официјална. Тој не е дел од таа комуникација, така што претпоставувам дека не треба да се изненадиме поради тоа. Так. Ако можеме во целата оваа ситуација да бараме некој позитивен импакт, тоа е дека, барем и така велат медиумите од Британија, во последниве неколку недели подигната е свеста кај британците околу контролните прегледи. Тука ми едно подпрашање кое што обично и доста се коментира по социјалните медиуми, како е можно во кралското семејство да биде откриен, да кажеме, карцином во некоја од подоцнежните фази, бидејќи луѓето ги доживуваат дека позади нив стојат тим на медицински лица, доктори кои што редовно прават контролни прегледи и така натаму и така натаму. Како тоа би го искоментирале? Па имаме ние примери на познати личности кои што биле богати, познати, не знам, Стив Джобс, Жаклина Кенеди, они починаа од рак, исто така. Значи, ракот е на многу тешка болест, која што не бира кога ќе го погоди, така што и покрај тоа, ја искрено се надевам дека е во рана фаза откриен и едниот и другиот карциноми, дека ќе има позитивен исход, бидејќи нели медицината отида на многу напред и за некои видови рак тие веќе не се ни сметаат за фатални, туку само како обична болест и се лечат. Да се надеваме дека ќе биде тоа во таа фаза и дека и двајцата ќе може да се излечат, да се сметат за излечени. Ако се навратам наназад со меморијата, кога ни гостувавте за јубилеот на кралицата, настан за кој што се подготвуваше на големо Обединетото кралство и кој што траеше со месеци, со различни настани, сето тоа се одбележуваше, некако заврши одбележувањето на јубилеот и се тргна по надолна линија. Закуса почи на кралицата, постојано пристигнуваа се полоши и понепријатни вести. Добро, можам да кажам живот. Да, апсолутно. Тоа е, ние, мислам, генерално не можеме да влијаеме на некои настани во нашите животи. Јас сепак британската круна, британската монархија со илјадници години обстојува. Така што во тој поглед нема да има некој проблем, меѓутоа сепак ќе биде тешка оваа година за нивното семејство, да. И за целата британска јавност. Ќе анализираме и ќе дискутираме, Мари. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата.